Македонците во работен однос ќе поминат околу 31 година, нешто помалку од европскиот просек. Имено, жителите на Европската Унија во просек работат по 35,9 години. Од тоа, најдолг работен век имаат швеѓаните, речиси 42 години, а најкраток италијаните 31 година. Тоа што работиме помалку од другите, според економистите, е една од причините зошто сме сиромашна држава. Секако дека влие на целата економија, поготово на искористување на човечкиот потенцијал, кој што е еден од главните фактори за развој на економијата и за поголем брутен општествен производ. Македонците најверојатно и заради тоа што покасно се вработува и чекаа повеќе за вработување, а и поради тоа што рокот за идење во старосна пензија е помален за разлика од европските држави, покажува такви резултати. Иако зголемувањето на старосната граница за пензија е нешто за кое работниците не сакаат да слушнат, сепак токму тоа се смета за една од причините за поголем економски развој. Анализите на Евростат покажуваат дека во развиените земји се работи многу подолго отколку во неразвиените. Во најбогатите европски држави работниот век се движи од 35 до 38 години. Токму и поради ова, стопанствениците бараат корекции на старосната граница и кај нас. Минимално зголемување на старосната граница на пензионерите, ова тотално сме сигурни дека синдикатите нема да се сложат и дека ќе биде баш не многу прифатливо за нив. Од друга страна, ние како работодавачи воопшто не размислуваме дека ќе биде позитивно и квалитетно да се зголеми процентот на социјалните придонеси. Сепак, за богата и развиена држава треба многу повеќе отколку само продолжување на работниот век. Тоа може би е едно од решенијата, но многу повеќе е потребно за екнување на стопанството, отворање на нови капацитети и вработување на млада сила.